Hvalite Gospoda, si jazici, pohvalite Jego, si ljudi je. Nadrevje vidjaš ti visima, Hriste, tebe sjeziš žitelja i Boga. Blagoslovene naši od Bog postojano, sega i sekogaš i vo večni vekovi. Amin. Carju nebesni, utješitelju duše istini, i že vezde sisja isполняjaj sokrovište blagih, i жизни podatelju pridiv seli sjavni, i očisti od всякия скверни, и спаси блаже души нашия. Еве Бог благослови, а и постојана желба му беше на ктиторот на идниот храм, господинот Зоран Антич, токму на денешниот празник, да го осветиме и поставиме камен темелникот, и даде Господ, еве и така би. И ќе речам, голема порака упатува и голема символика има денешниот ден. На празникот на големиот борец за правилното учење и вистината на црквата Христова, започнуваме црква, нов храм, посветен на Христос Спасителот. На денот на големиот доброчинител Свети Никола, верувам, чиниме добро дело, започнуваме Дом Божји, дом за доброто на сите. Еве, на крајот на ова 2015 лето Господово, имаме такво задоволство да го удриме камен темелникот на овој Божји храм, во кој што граѓаните на овој дел од Скопје и од Карпош ќе наоѓат свој мир и своје спокојство. Искрен да бидам дека малку можеме да кажеме после прекрасните зборови на неговото блажество господин Стефан, но мораме да кажеме дека секогаш кога се срекававме со граѓаните на Карпош 4 и Карпош 3, секогаш стоеше едно прашање: кога ќе се изгради црква за потребите на граѓаните на овој дел од Карпош и од градот Скопје. Направивме многу напори заедно со собствениците на трговскиот центар и на фирмата Fashion Group, со господинот Зоран Антич, со огромна поддршка на неговото блажество господин Стефан, со поддршка исто така на владата, за да го обезбедиме овој простор и за да можеме да ја почнеме изградбата на овој свет храм. Почитувани граѓани на Карпош, покрај овој свет храм ќе се гради веќе камен темелникот, наредната година ќе поставуваме на црквата во Влае и уште една црква во Козле кај споменикот на Кузман Јосифовски Питу. Бараме локација за поставување и на четврт храм, тоа е на територијата на Карпош 1 и Карпош 2, и со тоа мислиме дека во најголем дел ќе биде покриена подрачјето на општина Карпош, за да служи за потребите на граѓаните на општина Карпош, а наше најголемо задоволство ќе биде ако најмногу во тие цркви, во овие Божји храмови се венчава и се крсти, и ако граѓаните наоѓаат свој духовен мир. Почитувани пријатели, важе блаженство, почитуван ктитор, почитувано семејство, нема да биде доволно само да ги кренеме зидините на овој Божји храм, ќе биде битно и каков квалитет на фрескопис ќе имаме, каков иконостас, кој квалитет ќе го имаме. Затоа ги повикувам сите граѓани, сите добронамерници без разлика на вероисповест кои сакаат да помогнат да се изгради овој наш свет храм. Како и досега ќе си го даде својот придонес и локалната самоуправа, и воедно сакам да ги повикам сите оние кои што сакаат да помогнат да донираат своји средства за да можеме побрзо и поквалитетно да го изградиме овој Божји храм. Република Македонија, Македонска православна црква Охридска архиепископија, Скопска православна епархија. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Повелба. Денес, 19 декември,
2015 лето Господово, на празникот посветен на Свети Николај Мирликијски чудотворец, се изврши осветување и поставување на камен темелник за изградба на храм посветен на Христос Спасител во населбата Карпош 3, општина Карпош, Скопје. Ктитор за изградбата на храмот е господинот Зоран Антич со сопругата Тајња, синот Леонид и керката Аполонија. Проектот го изработи Друштвото за архитектура Синдикат Студио ДОО. Чинот на осветување го изврши поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, во сослужение со свештенослужители од Скопската православна епархија во време кога председател на Република Македонија е господин Ѓорѓи Иванов, председател на Собранието на Република Македонија е господин Трајко Велјановски, председател на владата е господин Никола Груевски, градоначелник на град Скопје е господин Коце Трајановски, а градоначелник на општина Карпош е господин Стефчо Јакимовски. Со Божи благослов архиепископ Охридски и Македонски потпишува своерачно. На многаја лета!